656. Ќе погледнам во табелата да видам што сте направиле за време на разговорот со господин Божиновски. 15 јавувања, од кои што 2 бели бумбари, а 13 црни. За Бучковски ги одлагал хашките предмети, како што беше кажано на Wikileaks. 7-3 бело во однос на црно, или вкупно 10 јавувања на тема Стојлковиќ, кој што побара Шекеринска да се разреши од Советот за евроинтеграција, и колку се тоа 9 чинам јавувања за нема пластични кеси од 2013 година. Црни бумбари немаме. Продолжуваме со јавувањата. Добар ден, ќе му кажам на нашиот прв гледач. Повелете. Прв гледач во живо. Слушам некого, но сосема слабо. Кој ни се јавува, повелете? Владо Павлов, Тања. Повелете, господин Павлов. Значи, црн бумбар за првиот предлог. Да чуеме зошто. Па видите, ги поздравувам сите оние пријатели мои уште за времето на 2006 година кои што работеа на случајот киднапирани, значи екипата на Black Point. Ова ние го знаевме уште многу одамна, а и на новата информација од Wikileaks кој што ќе ја објави деновиве за измислената војна во 2001 година и како ние граѓаните на Македонија бевме заложници на група граѓани за да со една проста цел мораше да дојде до некои војни дејствија за да дојдат НАТО лисиците и да ги убиваат наркодилерите. Значи, сите ние граѓани на Република Македонија, независно кој на која политичка партија и кој на која религија припаѓа, беше заложник на мафијашка структура со кој што направи нов канал со Турција. Затоа Америка мораше да дојде да направи овде со нашиве браќа македонци за да ги уништуваат новите канали. Ова во Wikileaks ќе биде објавено деновивне, сите нарачени работи од 2001 година ќе бидат објавени во Wikileaks деновиве. Ви благодарам господин Павлов. Запишан е бумбарот црн по боја, 15 црни и 2 бели. За Бучковски ги одлагал хашките предмети, како што тврди Wikileaks. Одиме со ново јавување. Добар ден. Добар ден. Со кого зборувам? Југов од Југ. Господин Југо, вашиот избор. За мојот избор за вториот предлог бел бумбар. Добре. И јас мислам дека Шекеринска сама треба да се даде оставка. Не треба да се разреши, да чека разрешување. Стварно нејниот постапка беше, она го цитираше, го направи како Ченто кога му рече на темпо. Само она не е. Ченто му рече на темпо, заврти, оди си својата работа си ја сврши. Ама Стојлковиќ не е темпо. Стојлковиќ е тука лојален граѓанин на оваа држава и да убаво се издржа он се. Толку, Тања. Ви благодарам. Дека сватат они, се најубаво и пријатно. Поздрав и се најубаво, да не заборавиме, го прати на Косово. Тоа беше поентата на обраќањето нејзино. Одиме, добар ден. Добар ден. Повелете, со кого зборувам? Гордана Стојковска. Повелете, господја Стојковска, зашто се одлучивте? За Стојлковиќ, Шекеринска да се разреши бел бумбар. Да чуеме зошто? Мошне просто, зашто сите срби во Македонија се чувствуваат ужасно на препораката да се селат од Македонија. Тоа ќе се? Значи, живееме во една држава во која треба да ни биде чест. Да ги почитуваме правата, да ги почитуваме минатото на сите народи кои што живеат во неа, па секако и на србите. Значи, постоењето на цар Душан во овие простори не е нешто што треба да ни пречи. Туку треба да се гордееме, бидејќи сме имале царски град, бидејќи сме имале минато во кое во 14 век, 13 сме имале закон, кој што ден денес во сите права на светот се применува како дел од учебен материјал. Ви благодарам, господја Стојковска. Ќе биде бел бумбар за барањето на Стојлковиќ, Шекеринска да се разреши. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Тања? Добар ден, повелете. Маре на телефон. Повелете, господја Маре. Маре, една горда македонка од Убавиот Тегеј. Драго ми е. Така, драго ми е мене и што имате оваа точка ставено. Шекеринска треба да се страми и треба тоа нејното име Радмила од кај потекнува. Јас, Тања, ќе ви кажам. Јас сум од Егејска Македонија, али имам керка од Србин. И не може она да ми го омаловажува и моето дете како што ги омаловажува сите срби. Се прашувам, со кое право во оваа наша убава Македонија има за сите народности да живеат убаво братски.
а не она да омаловажува некој и да му вика да си одиш и тоа во Косово. Со кое право? Давам бел бумбар за Стоилковиќ. Благодарам. Поздрав господја Маре, запишан ви е белиот бумбар. И продолжуваме со јавувањата. Го бираме настанот на денот. Добар ден. Кој следа ни се јавува, повелете? Имаме ли гледач за во програма? Добар ден. Имаме. Добар ден, повелете. Се јавам од Свети Николе. Повелете, зашто се одлучивте? Па за вториот предлог. Како ви е бумбарот? Па бел бумбар затоа што не можам да сватам во своите години да денеска некои луѓе се и терат или стеруваат од Македонија кога ние сме сегде распространети во светот и ако секој постапува вака како Шекеринска, кај сме ние народот во светот? Кај ќе се најдеме, мислам? Една омрза ќе се створи меѓу сите луѓе во светот. И затоа, јас мислам дека Шекеринска треба да му се извине или да си даде отказ од својата функција кај што се наваѓа. Благодарам. Молим. Поздрав и пријатно. Добар ден. Добар ден, кој следа ни се јавува? Повелете. Добар ден. Добар ден. Таје, Да? сакам да дам еден бел бумбар за вториот предлог. Да ве чуеме и зошто? Шекеринска и Бучковски и нејзината партија треба подхитно да се исклучат од партија. Да нема пристап повеќе тие во оваа држава. Оти тие запустија цела држава. А уште едно тајно ќе прашам, сакам еден апел да му даиш на господино Груевски и овој министеров за труд и социјална политика. Сакам да разговарам, имам еден голем проблем. Тоа не можам јас да ви го следам. со ними. Ви благодарам, ќе си се обратите до институциите. Значи, како што треба по процедура, не можам тука ништо да ви помогнам јас. Во секој случај, следете го патот како што е, значи, ред и се надам дека ќе си завршите работа. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, Повелете. добар ден. Добар ден. Се јавува Мирко Вилјанов, село Растак, Мали Парис. Повелете. За вториот бел бумбар за Шекеринска. Шекеринска да се разреши, вели Стоилковиќ. Подхитно да се разреши, онај пред некој ден зборуваше за Груевски. Мора, вика, ако не ќе силом, вика, ќе го сменимо. А тоа е легитимна влада, она така на силом. Џабе што учила толку многу ниско падна сега. И одма си даде оставка. Од Советот за евроинтеграција. Благодарам за јавувањето. Молим. Повелете за следниот. Веднаш. Повелете. Во програма сте. Првиот предлог со бел бумбар. Да чуеме зошто. И да ви кажам дека сум албанец и некако без наведи вака вежалам вас македонците кога не можете да сваѓате кои ви се најдобрите политичари. Чекате полека, не ве разбрав? Да, не ме разбрате, ќе повторам пак. Значи, вас македонците некако вежалам. Ма да немам ништо против. Вие секогаш кој ќе ги снема вашите најдобрите политичари, тогаш ги жадите. Бучковски е еден од најдобрите. А не можете тоа да го приметите тamo, може би покасно некогаш. А за Стоилковиќ, ништо страшно. Шекеринска би сакала да стане премиерка, како на времето, пример, се Љупчо Георгиевски, кога не носеше нас албанците си да седиме во Албанија. Па ништо страшно не беше тоа, ние не отидовме никаде и тука сме пак. И Стоилковиќ тука ќе остане. Се чувствувавте навреден тогаш? Па никако, не. Нема шанси. Тоа се празни зборови за некои што немат врска со памет. Добро, ви благодарам. Поздрав и пријатно, продолжуваме понатаму. Четвртиот бел бумбар за првиот предлог Бучковски ги одлагал хашките предмети, како што објави Викиликс, 17 црни бумбари, вкупно 21, 19 на тема 2 Стоилковиќ Шекеринска да се разреши, значи борба имаме тука меѓу првиот и вториот предлог и 10 јавувања и 10 бели бумбари за нема пластични кеси од 2013 тема екологија, за која што малку јавувања во програма, но сепак има јавувања и за оваа тема. Добар ден. Добро вечер. Или добро вечер, веќе може се стемнило, мене ми овде светло. Ајде ставете го 11-тиот бумбар за нема пластични кеси. Ајде ќе биде така. Коментар. Да кажам, господина Тања, пред 10 дена имавте упад во Сител. Упад имаше од бившите комунисти која наредија да се гласа во сите општински комитети од СДС за митинго, што беше.
Значи, како перфидно ви изиграа, дали имавте вие крв во телевизијата Сител, дали тие имаја наредба од сите општински комитети да гласат. Односно им се дадени ваучери да гласат и добијат 27:26, што не се случило за овие 6 години. Јас бев на митинго, имаше 12 до 15.000. Министерот Тодоров треба сега да провери дека автобусите што идат од Охрид, од Струмица, Степче Кимовски од Карпош, што наредуваше директорите да излегуваат со децата надвор, и од Куманово, срамота, а и една популација на кој им дадоја една баничка, кој им дадоја една Кока-кола и муфте превоз да идат во Скопје, а што им даде нешто друго, во нека друга емисија ќе се явам за ромите. Срамота што го направија. Ако така Груевски да направи на овој терк, значи на овој начин, може цело Скопје да блокира сите улици, например, од издаде го гласат 450.000, овој има 100.000 гласачи. Ви благодарам, тука да застанеме, ќе ве замолам, бидејќи истече времето. Продолжуваме со вашите јавувања. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Со кого зборувам? Билјана. Господја Билјана, зашто се одлучивте? Јас сакам да бидам вклучена во програма. Во програма сте со мене, дискутирате? Господја Билјана, во програма сте веќе 15 секунди. Да дадам бел бумбар за вториот предлог. Да чуеме зошто? Затоа што комплетно го поддржувам господинот Стојковиќ. Ние сме рамноправни граѓани на оваа држава. Зборувајте. И мислам дека нема никој право да не брка од оваа држава. И таа искубана кокошка... Не, без навреди, само ве молам. Без навреди, господја Билјана. Една изјава, дали господинот Бранко Црвенковски стои позади неа за ова што го направи. Очекувате став официјален. Благодарам господја Билјана за јавувањето. Стојковиќ вели Шекеринска да се разреши од овој совет. Вие велите бел бумбар, го запишуваме и настанот изби во водство. Бели бумбари повеќе 17 на број. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Со кого зборувам? Со Олимпија од Кавадар. Повелете. Ајде, нека биде прво црниот бумбар за првата точка. За првата црн, добро? Да. Бучковски е типичен пример на државнотворниот карневал од професори на правниот факултет. И повеќе што треба да се каже за едно правно действие кое треба да се изврши или не треба да се изврши. За вториот Шекеринска во последно време не навлегувам во проблемот со Стојковиќ, можеби него не видов така како изгледа, само го слушам по медиумите, но ова другата што е карактеристична, она како представник на Советот е права, да не речам мизерија, она никогаш не го одбранала нашиот став на македонскиот став, него секогаш има некој друг став, односно со некое претходно убедување или некое чарување кое што ќе дојде во понатака. За третиот тоа ќе си дојде времето, па ќе го покажи своето, мислам. Добро, нека биде така, благодарам. Поздрав и пријатно. Црниот бумбар за првиот предлог, така гласаше гледачот. Чинам дека е тоа 18-ти бумбар, црн по боја, 18-4 вкупно 22, а 23 за вториот предлог. Борба имаме. Добар ден. Добар ден. Повелете, со кого зборувам? Тајне. Да? Се јавуваме од Прилеп. Зашто се одлучивте, господине? Се одлучуваме ние само овие, да ти кажам вака, за Бранко Црвенковски, да не треси повеќе глупости и тие шпионите... Чекайте, господине, зашто ќе гласате? Шпионите... Господине, убаво ве прашувам, зашто ќе гласате? Ајде, полека, режија, намалите го тонот, гледачот може би така ќе ме слушне. Дали сте тука на линија, се надевам дека сте. Господине, ќе одиме со друг гледач. Фино е да гласате и да ни објасните зошто давате баш таков бумбар бел или црн и зошто баш за тој настан. Не да дискутираме за други теми и така имате по една минута. Добар ден. Добар ден. Повелете. Тања, гласам за вториот предлог за Шекеринска. Разрешување на Шекеринска? Да, бел бумбар и нека се застрами Шекеринска, што колку македонци ние имаме, например, во Банат тамо, да му кажува, например, да си оди во Приштина Стојковиќ. Благодарам. Ако е тоа се. Фала. Благодарам за јавувањето. Запишан ви е бумбаро. Добар ден. Кој следа ни се јавува? Добар ден.
Некој се исклучи, се надевам дека барем гласавте. Продолжуваме, добар ден. Друга линија, трета линија, да не чекаме, нема многу време. Кој ни се јавува, повелете? Толку ли е време? Се на се? Немаме повеќе. Добро, нека биде така. Ако грешам мрежја, поправете ме, но чинам дека треба да сумирам, така ли е? Да, добро. 5, дали се ова 5, 5-21 или вкупно 26 јавувања на тема 1. Бучковски ги одлагал хашките предмети, како што тврди Wikileaks. Оној земјотрес Wikileaks очигледно ја погоди и Македонија. Дали ќе има уште документи, останува да видиме. Денес во денешниот дневник, како го гледавте, уште нешто излезе. Допрва се очекува што ќе излезе тука. 18-6, вкупно 24. Значи тоа 26-24. Сепак првиот предлог ќе биде настана денот. Стојковиќ Чекеринска да се разреши, остана на второто место. 12 бели бумбари за нема пластични кеси од 2013. 26 јавувања на тема 1. Бучковски ги одлагал хашките предмети. Да видиме детално што тврди Wikileaks. Настана денот.